Спасител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. По повеќе месечна постапка обвинителството за гонење организиран криминал и корупција поднесе обвиненија за 23 од вкупно 27 приведени полициски службеници во случајот Пулс. За 7 мина се запира постапката, но останува можноста ни да ги гони Кочанското обвинителство. Против 23 полициски службеници од Кочани, Штип и Пробиштип е поднесено обвинение за трагедијата во дискотеката Пулс. За 7 мина прекината е постапката, но тие можност да ги гони има Кочанското обвинителство. Полицајците се обвинети во 3 различни обвиненија. Најмногу или 13 мина се за ноќта кога се случил пожарот. 4 се началници од Штипската и Кочанската полиција, додека 9 мина се полициски службеници од Кочани и Пробиштип. Тие се гонат за тешки дела против општата сигурност. Според обвинението спровелат план за акцијска контрола без да проверат дали тој ги опфатил сите проверки кои се во надлежност на МВР. На 16.3.2025 година дел од обвинетите, постапувајќи по наведениот план за акцијска контрола во кабаре Пулс, не презеле соодветни мерки за заштита на присутните лица, ниту мерки за спречување на активирање на пиротехничка опрема на сцената, иако употребата на пиротехника не била пријавена во полициската станица Кочани. 9 мина полициски службеници обвинителството ги гони за злоупотреба на службената положба во 2022 и 2023 година, без да проверат дали дискотеката има доволен број на паркинг места и дали нејзината работа ќе го нарушува јавниот ред и мир, дале позитивна согласност за Пулс да добие лиценца за работа. Со тоа, според обвинителството, на собственикот му овозможиле нелегална заработка од над половина милион денари. Во друго обвинение пак 3 полицајци се гонат за неизвршување на своите должности. Во контрола на дискотеката утврдиле дека внатре има малолетници, но во записникот го внеле името на претходната фирма под која работела дискотеката. На брифинг со новинарите, обвинителката која гони кривични дела сторени од полициски службеници Ивана Трајчева, појасни дека за 7 мина полицајци ја сопрела истрагата за тешки дела против општата сигурност, а евентуална одговорност за други дела треба да утврдува обвинителството во Кочани. Утврдено е дека новие полициски службеници им се ставаат на товар дејствие што ги презеле во временскиот период од 2012 до 2022 година. Имајќи предвид дека надлежноста на специјализираното одделение е воспоставено од 2018, предмет на кривично-правната оценка во оваа постапка беа само дејствијата преземени од 2019 до 2022, додека за останатите предметот е испратен на надлежно постапување во ОЈО Кочани. За сите 3 обвиненија поднесени против 23 полицајци, надлежност да им суди има Скопскиот кривичен суд. Во доказите кои обвинителството ќе ги понуди се и видео снимки од дискотеката на која се гледаат полицајците кои ноќта на 16 март не презеле ништо да го спречат активирањето на пиротехниката, иако претходно таа требало да биде пријавена во полицијата. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Предлог законот за минимална плата од 600 евра пристигна во собранието. ССМ го повикува премиерот в понеделник да го потпише општиот колективен договор во домот на работникот. Мицкоски пак вели доколку ССМ го прифати и владиниот предлог, ќе останат само нешто помалку од 8.000 работници за кои ќе треба да се бара решение. Предлог законот за минимална плата од 600 евра пристигна во собранието. Во образложението се наведува дека во текот на минатата година е евидентиран континуиран пораст на инфлацијата, при што индексот на трошоците на живот бележи значително зголемување, особено кај прехранбените производи, енергенсите, комуналните и здравствените трошоци. Поскапувањата кај храната и основните животни намирници, како и растот на цените на електричната енергија, грејењето и услугите, реално ја намалуваат куповната моќ на работниците, особено на оние кои примаат минимална плата. Ова особено се одразува врз најранливите категории на работници, кај кои минималната плата представува единствен или доминантен извор на приходи. Велат од ССМ, појаснувајќи дека финансиските импликации од законското решение би биле околу 121 милион евра. Предходно, Сојузот на синдикати најави дека од идната недела почнуваат со блокади, а први кои ќе останат блокирани ќе бидат пратениците во собранието.
Го повикаа премиерот Христијан Мицкоски в понеделник да го потпише општиот колективен договор во домот на работникот. Председателот на ССМ вели дека голем број работници, особено вработените во пошта и во тутунски комбинат Прилеп, имале закани и притисоци од надредените, кои од нив барале да се отчленат од ССМ и да се приклучат на Конфедерацијата на слободни синдикати. Веројатноста е наредната недела да дојдат со автобуси пешки како што доаѓаат најголем дел од работниците, како што доаѓаат работниците без права на патни трошоци како пратениците. И ќе ги чекаме да ги поздравиме за да им кажеме дека треба да гласаат, да ги потсетиме дека таму се заради нас и дека ние сме ги бирале. Премиерот Мицкоски тврди, ССМ одбил зголемување на платите во јавната администрација за 40% до 2028 година. Вели дека доколку ССМ го прифати владиниот предлог, ќе останат само нешто помалку од 8.000 работници за кои ќе треба да се бара решение. Во колективниот општ договор, делот кај што стојат платите, да го избришеме и во овој период од 3 години да го репреговараме. Доволен период имаме од 3 години да постигнеме договор. А во меѓувреме имаме колективен договор, имаме 95% од вработените кои што се дел од одговорностите на владата која што е работодавач и со тоа владата со своите вработени си ги регулирала односите до 2028. И со тоа ние сме завршили. Значи остануваат сега уште овие 7.000 и околу 787, ако не се лажам, вкупно на број вработени од вкупната државна администрација. ССМ пред 2 дена излезе на протестен марш и побара минимална плата од 600 евра и линеарно покачување на сите плати за 100 евра. Ова барање не е ново, туку синдикатот одамна бара зголемување на минималната плата. Владата се иззема од трипартитниот диалог и бара работниците и работодавачите сами да се договорат. Даниел Василев, Сител телевизија. А Европската комисија и министрите од 6 земји од Западен Балкан вторник ќе седнат на заедничка маса за барање решение за камионџиите. Кога ќе има конкретно решение не се знае, но премиерот очекува завршница во февруари. Европската комисија и министрите од 6 земји од Западен Балкан во вторник ќе бараат решение за проблемот на камионџиите. Ден по усвојувањето на новата визна стратегија, портпаролот на комисијата уверува дека се целосно посветени на оваа тема. We are aware of the concerns raised by the transport operators in the Western Balkans. We are following the situation closely and we are in contact with our partners in the region. Notably, on Wednesday this week, a meeting took place between the Commission and the ambassadors of the 6 Western Balkan countries to the EU, and a follow-up meeting is scheduled with ministers from these concerned countries next week. Сепак, Ламерт не кажа кога точно може да се очекуваат новите правила. За разлика од него, премиерот Мицкоски очекува завршница на овој проблем во февруари. Важно е дека има неколку можни решенија и очекувам да се катализира решение со кое што ќе се надмине овој проблем, но тука не застануваат проблемите, следно е квотите за челикот. Така да проблеми има континуирано, проблемите се тука и ќе се решаваат. Што се однесува до транспортерите, мора да се надмине овој проблем за транспортерите и мислам дека од прилика се надзира решението и очекувам тоа во рамките на следниот месец, односно на месец февруари веќе да биде завршена работа. Вчера усвоената визна стратегија на Европската комисија за прв пат ги препознава возачите на камиони како посебна категорија. Иако не нуди олеснување веднаш, документот остава простор за промени на правилото за престој од 90 дена во Шенген зоната. Мартин Арсов, Сител телевизија. Нон-пейперот за проширување на Европската Унија се очекува да се обелодени во февруари. Какви промени ќе се нудат, како ќе ги решаваат постоечките пречки во евроинтегративниот процес, во живо прашувам Катерина Нешкова. Така е, Тино, нон-пейперот речиси да е напишан според дипломатски извори на кои што се повикуваат украински медиуми, имајќи предвид дека и Украина е засегната од сето ова. Се работи за документ со кој што треба да се олесни проширувањето, но сепак дипломатите од регионот не се многу оптимисти, вклучително и македонската страна. За позициите што се содржи овој документ, какви опции, но и како размислуваат македонските политичари, гледаме во прилог.
Дали нон-пейперот на КОС, со кој еврокомесарката ќе се обиде да го олесни за членувањето во Унијата, ќе и помогне и на Македонија. Унијата се погласно зборува за ревизија на процесот на проширување во услови кога ЕУ се наоѓа во најголемата криза од своето постоење, поради губењето на својот авторитет на меѓународната сцена, нарушените односи со САД и се уште актуелната војна меѓу Украина и Русија. Се работи за документ со кој КОС ќе се обиде да го заобиколи ветото во процесот на пристапување. Таа го најави уште во октомври, а неговото објавување рече треба да се чека во текот на февруари и март. Директен повод е за членувањето на Украина, а не Западен Балкан, но несомнено документот може да се искористи и за овие држави. Според неименувани дипломатски извори на украинските медиуми, документот веќе е во прелиминарна фаза и подразбира две опции: нецелосно членство, кандидатите да седнат на европската маса, но да не имаат право на глас, или постепено за членување, при што државите кандидати ќе добијат пристап до некои асоциации на Унијата. Информациите од инволвирани во македонските евроинтеграции е дека планот тешко ќе се оствари, бидејќи Унгарија, Словачка, Грција, Хрватска и Бугарија отворено се противат да се откажат од своето право на вето. Ова опција би станала поверојатна, велат инволвираните, ако во 20 точки од мировниот план за Украина на САД се предвиди така наречено забрзано членство во Унијата. Во таков случај Брисел многу веројатно ќе оди со пакет за проширување во кој ќе влезе и Западен Балкан, па и Македонија. Сепак и ова станува комплицирано кога паралелно со овој нон-пейпер Германија веќе подготви втор документ кој се однесува на внатрешна реформа на Унијата, Европа во две брзини. Во среда, представници на 6 најсилни европски економии Германија, Франција, Полска, Шпанија, Италија и Холандија преку видеоконференција ќе зборуваат пред се за безбедносно зајакнување на Унијата. Тоа секако ќе влијае и на процесот на проширување. Вице-премиерот Николовски делумно ги потврди овие информации, истакнувајќи дека не треба да сме многу оптимисти околу нон-пейперот на КОС. Единственото за што сонува и Македонија и регионот е полноправно членство и ништо различно од тоа. Вие ако зборувате за некој вид асоцијативно членство, придружно членство, ние и сега тоа го имаме. Ние имаме безвизен режим, ние имаме слободна трговија, ние немаме царини со Европската унија, така што нема голема разлика помеѓу тој некој статус и ова што ние сега го имаме во Брисел редовно. Одиме, комуницираме, се гледаме, учествуваме на состаноци, така што тоа е нешто што Македонија и регионов го имаат и сега. Зеленски веќе го одби предлогот за асоцијативно членство. Црна Гора, која е најнапред во процесот и се надева на членство во 28-ма, вели дека нема потреба од ревизија на правилата за проширување. Албанија пак и покрај тоа што ги започнала преговорите смета дека алтернативното членство е добра опција. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Официјално затворена постмониторинг фазата на Советот на Европа за Македонија. По 25 години диалог парламентарното собрание на Советот на Европа ја затвори постмониторинг фазата со Македонија. Со резолуцијата која беше едногласно изгласана се признава напредок во демократијата, владењето на правото, заштитата на човековите права и исполнување на врските преземени во 2000 година. Премиерот Мицкоски оценува дека ова е историски момент за земјата, но и демант за сите обвинувања на опозицијата. Ова е историски момент, би рекол, рамо до рамо со денот кога се прогласи независност. Односно, Македонија веќе не е опфатена со постмониторинг од страна на Советот на Европа. За разлика од нас, сите овие фронтранери во регионот, нели имаме фронтранери во европскиве интеграции, или се во мониторинг, или се во постмониторинг. Пред само 3-4 месеци земја членка на ЕУ, како Бугарија, излезе од овој постмониторинг, сега и ние излегуваме. Тоа е само признание за нивото на демократија во државата. Според известувачите, напредокот е евидентен, но забележуваат дека на состојбата во правосудството и борбата со корупцијата мора да се работи. Regards the functioning of democratic institution, we conclude that political freedom, including the rights of freedom as association, assembly and expression, and media pluralism are generally respected. Nevertheless, corruption remains widespread throughout the public sector, suggesting that the measures taken so far have not been effective. За македонската делегација која сочинуваат претениците Василевска, Костадиновска, Стойчевска и Чоку, завршувањето на постмониторинг периодот за Македонија е потврда за напредокот. For 3 decades, our membership in the Council of Europe has been a guiding framework for transformation.
This draft resolution before us recognizes not only where we stand today, but also the seriousness with which we have approached our obligations. We see the decision to close the post-monitoring dialogue as a recognition of a long and often demanding reform process carried out with perseverance and responsibility. This report is a picture of every single decision, every setback, every progress that show that people in North Macedonia want progress, they want democracy and they know what democracy means, how they reacted when freedom was negated and how they still react when politicians do not fulfill their needs. And that they will not stop demanding their rights. По затворањето и на оваа фаза, случувањата сега ќе се следат преку механизам за редовен периодичен преглед. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Последните вести се во 23, до тогаш останете со програмата на Сител. Пријатно!